Апсењето на харвардскиот професор Хенри Луис Гейтс и неговото тврдење дека расизмот играл улога во постапката на полицаецот Джеймс Кроли предизвика национална дебата. Раководителот на Националната асоциација на црни полицајци, Чарлс Вилсон, вели дека многу често полицијата запира, испрашува или апси луѓе врз основа на бојата на нивната кожа, а не врз основа на вистински докази. The institution of policing is and always has been inherently biased. Тој вели дека заради предрасудите спрема обоените, ова мора да се прифати како факт. Расно профилирање е пракса да се употреби расата или етничките карактеристики во одредување дали лицето има веројатност да извршило кривично дело. Например, статистиката покажува дека црните возачи почесто се запирани и претресувани отколку белите возачи. Скот Њуман, хотелски менаџер, вели тоа му се случило нему. Ме запре полиција без причина, не возев брзо, го претресоа целиот автомобил барајки дрога или нешто друго, не најдоа ништо. Пол Батлер, поранешен федерален обвинител, бил уапсен пред неговата куќа заради несогласување со сосед во врска со место за паркирање. Според податоци на FBI, црните мажи се 7 пати повеќе затворени од белците. Истражување на ABC пак покажа дека мнозинството црнци велат дека не добиле ист третман како белците. И во неколку држави црнците ги добиле судските постапки заради расно профилирање против полициските служби. Расното профилирање било особено изразено во 60-тите, но од тогаш многу е променето. Пензионираниот полицаец од Њујорк, Пит Рубино, вели дека во случајот на апсење на харвардскиот професор, полицајците се вознемирени од обвиненијата дека делувале со расна предрасуда. Денес, кога се одговара на повици, постои чувство на опасност да не се направи грешка, вели тој. Полицискиот оддел на Кембридж е еден од оние кои инсистираат на програми што на полицајците ќе им помогнат да ги сватат културните разлики и да ги смират ситуациите полни со тензија, токму за да се надминат негативните перцепции.